Како што веќе најавив, гостин во топ тема вечерва е лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Ке разговараме за актуелните состојби во државата, но и за она што се случува во партијата. Добро вечер, добро дојавте. Добро вечер, благодарам на поканата. Она што последно еве како и ваш настап на пресконференција, меѓутоа и актуелно денови беше четвртиот пакет економски мерки кои ги најави власта. Така наречениот. Според вас, да. И ги критикувавте и овој пат. Велите дека не е реализиран и предходниот сет мерки, дека бизнис секторот се уште не му се испорачани, ги пресметавте во проценти и оние средства што требаше да ги добијат од предходниот пакет мерки. Меѓутоа, од друга страна, морам да кажам дека и Стопанската, Сојузот на стопански комори и синдикатите немаа забелешки како што вие ги имате. Па немаат ни пофалби, а забелешките ценам дека допрва ќе следат деновиве, да почекаме да видиме најпрво сето ова кое што беше соопштено на пресконференција од страна на Зоран Заев да биде испорачено, затоа што испораката е многу важна, инаку ние можеме да си кажуваме многу работи, но доколку испораката изостане, тогаш попусто било тоа што сме го говореле. Сега ако направиме анализа на тоа што се случуваше во претходните три така наречени пакети економски мерки, тогаш доаѓаме до анализа која што еве пред некој ден, мислам дека вчера беше или завчера објавено од страна на Finance Think, кој што вели од ветените 550 милиони евра до овој момент се испорачени нешто повеќе од 196 милиони евра. Вчера слушавме дека практично 1 милиарда евра е помошта, но тоа е само она што е кажано. А помошта во суштина на дело е многу помала, како што кажав, според Finance Think таа е околу 196 милиона, но и толку отприлика се движи и нашата проценка на тоа што е до сега испорачено во форма на мерка до стопанството и до граѓаните. Она што ние го кажавме, тоест јас на пресконференцијата пред некој ден, веднаш после пресконференцијата на Зоран Заев, е дека сето тоа што го зборува на таа пресконференција и тоа што го зборуваше претходно Спасовски заедно со економскиот тим министри во претходната техничка влада се на голема лага и дека тоа во суштина не се испорачува и дека тоа не доаѓа онаму каде што е тоа најпотребно, настрана што методолошки е погрешно, односно што методолошки не одговара на проблемот со кој што се соочуваат компаниите. Само ќе ве потсетам, изостана овој четврти пакет мерки во периодот од третиот квартал, каде што бележиме катастрофално лоши резултати. Денеска Државниот завод за статистика излезе со податок во кој што вели во август месец, кој што е втор месец од практично третиот квартал, имаме повторно сериозен пат од прилика 10% на индустриското производство, со драматичен пат повторно на преработувачката индустрија, која што треба да биде мотор, двигател практично на растот на бруто домашно производство. Да, вие велите дека и секогаш нагласувате дека капиталните инвестиции не се реализирани, кои што исто така според вас треба да се двигател на економијата. Па помалку од 8 милиарди денари, потрошени се многу повеќе, потрошени се повеќе од 150 милиарди денари народни пари. Капиталните инвестиции не само што не се реализираат, кога почна кризата, ние рековме, луѓе, дајте, зафатете се за работа за да излеземе од оваа криза, што впрочем и формула во сите развиени земји во Западна Европа и земји членки на Европската унија, робусна, интензивна реализација на капиталните инвестиции, затоа што ќе го умртвите стопанството. На ваков начин, стопанството прашање на време е кога практично ние фиксни трошоци од работењето, тоест неработењето, ќе го совладат и резултатот од сето тоа е 40.000 невработени, стотици бизниси веќе ставија клучна врата, уште на стотици, да не речем милијадници им се заканува таква судбина, така што ситуацијата е навистина алармантна, но на што мене повеќе ме загрижува е вообразеноста да не може да се согледа со реална анализа ситуацијата во економијата, затоа што ефектите ќе следат во месеците на годините потоа. Ова е потоа. сега ковид кризата е практично наметна светска криза, економска криза секаде, не само во нашата земја. Од оние примери кои ги наведувате за нереализирани мерки или не стигнале до граѓаните, ги спомнавте пензионерите, кои што и онака им биле претходно нели намалени пензиите затоа што во време на СДСМ критикувате дека тие не се зголемија и практично им е дадено тоа што им не достига и ги спомнавте луѓето од културата. Еве само издвојувам неколку пасоси од она што го говорите. Повторно ќе се вратам дека Сојузот на стопански комори, еве госпоѓа Даниела Арсовска вели дека сите нивни барања се инкорпорирани во четвртиот
четвртиот пакет мерки е задоволна од она што го носи владата како пакет и синдикатите се задоволни од мерките затоа што викаат дека со новата методологија ќе бидат поддржани 83.000 работни места на месечно ниво, вкупно 250.000 плати за последниот квартал и владата вели дека ова мерка изнесува 70 милиони евра за да освари право на неа, компаниите ќе аплицираат и мора да ги задржат нели и вработените и сега скалесто нели ќе се одредува како ќе се даваат тие средства. Практично овие 4 пакети имам чувство дека ги задоволија потребите затоа што најголемите синдикатите и коморите овој пат апсолутно немаат вакви ставови, не излегува барем јавно со ваков став, туку обратно излегува, беа задоволни. Затоа и ви ги цитирам. Па ако ги цитирате ставовите на претседателката на Сојузот на стопански комори во минатото, ќе добиете на диаметрално спротивна слика од ова што денеска го цитирате. Ставовите незини беа тогаш прилично критички, алармантни, да не речам молеше за помош, бидејќи членките на Сојузот на стопански комори тогаш беа загрижени навистина за екзистенцијата и за работењето. Да, тоа се мали и средни предпријатија и затоа се опфатени со четвртиот пакет на мерки. Така што, па не е токму така. Еве, јас зборувам прецизно. Меѓународниот монетарен фонд, односно резидентниот представник одговорен за Меѓународниот монетарен фонд за овој дел од Европа, за Западен Балкан, вели дека ја коригирале предпоставката за падот на македонската економија од минус 4%, која што првично беше најавена, на минус 5,5%. Еве да речеме, држава каде што ваков тип на мерки даваат резултати, Сојузна република Германија. Да речеме, германската економија од првично предпоставените минус 6,7% пад на бруто домашниот производ, сега се нивелира на ниво од 5,2%. Тезата дека мора да имаме пад во економијата во услови на светска пандемија и криза, кога се случи тоа што се случи, ниту во минатото, ниту сега некој од нас не ја негира. Но прашањето е за што се трошат народните пари. Затоа што ако вие имате реализација на мерки во првите 3 пакета од 195-196 милиони евра, а биле предвидени 550, истовремено државниот долг само во вториот квартал е зголемен за 1 милиарда евра. Ако имаме на дневна основа троцифрена бројка на заразени од ковид се уште, бидејќи ние никако да излеземе од овој прв бран кој што прогласивме дека сме го победили на 25 мај. Еве денеска е црн вторник, односно вчера беше црн понеделник со 9 луѓе кои што го загубија живот. Денеска има осумено. Имаме десетици илјади наши сограѓани кои што ги изгубија работните места. Имаме стотици бизниси кои што ставија клуч на врата и тогаш вие очекувате во четвртиот пакет мерки да добиете мерки кои што навистина ќе значат барем санирање на последиците од ваквото неодговорно работење. Многу пати слушаме критика, ама не можам да поентирам многу е битно да кажете што вие би направиле да сте премиер и да треба ова прашање да го решите. Еве ќе ви дадам одговор на вашето прашање. Бидејќи сега веќе не може да ја злоупотребуваат ворената состојба, бидејќи не е веќе ворена состојба, сега ќе морат овие мерки, така наречени, преку закони да дојдат во собранието. Патем речено, таков тип на закони се уште не се ни изработени, а пресконференцијава е веќе позади нас и на големо беа најавувани, а еве како што цитиравте вие некои изјави од стейкхолдерите во економијата во државата веќе даваат определени мислења. Тоа е дел од стейкхолдерите, ќе видиме за останатите чинители какви мислења имаат. Но на кое што е важно тие законски решенија не се изработени и допрва треба да се изработуваат. Да, собраниска процедура, затоа е прашање дали во октомври ќе стигнат дека ВМРО ДПМН нема да подржи законско решение каде што ќе имаме викенд без ДДВ помеѓу 10 и 12 октомври, бидејќи на граѓаните пред изборите им беше ветено дека ќе имаат најмалку 4 такви викенда во месец септември. Месец септември еве завршува, немаме повеќе викенди во месец септември, но тоа беше дадено предизборно. Добро, во ред, не ја говореле вестината, избори биле тогаш, па се обиделе на тој начин да ја изиграат волјата на граѓаните. Но еве сега завршија. Не, ама вие велите што нема да направите? Што ќе направите? Еве, например, ќе ви го споменам и ребалансот на буџетот. Еве, можете конкретно да кажете да сте во ситуација да треба нешто да направите, еве како конструктивна опозиција, што предлагате вие да се направи? Еве, ако ми дозволите, ние ќе предложиме тоа што е ветено да се исполни.
односно бидејќи треба да предстојат измени во законот за данокот за додадена вредност, наместо еден викенд да бидат 4 викенда, тоа што им беше ветено на граѓаните. Еве ние нема да поддржиме картички по 6.000 денари за пензионерите, но затоа ќе побараме законски измени во законот, каде што ќе бараме оние 5% кои што се ветени пред изборите покачување на пензија за сите пензионери. Не само за определена целна група, бидејќи овие 6.000 денари се за една година по 500 денари за определена група на пензионери. Еве, ние ќе го побараме тоа кое што беше ветувано пред изборите, тоа беше 5% зголемување на пензијата. Ќе побараме за стечајците, за невработените, поголема процентуална помош од државата, наместо ова кое што денеска се обидува преку милост да го даде да речеме владата и така помпезно го најавува, иако не се изготвени законските одредби. Еве ќе ви дадам друг пример. Бидејќи ме прашавте за културните работници. Можеби јавноста знае, можеби не знае, но најголемиот дел од културните работници од страна на оваа влада се прогласени како социјално ранлива категорија, односно социјални случаи. И тоа е лично јас ќе дадам сопствена квалификација, катастрофално за тој профил на луѓе, бидејќи држава без култура не може да има сериозно представување надвор од границите на таа држава. А вие со 6.000 денари еднократна помош ги навредувате буквално тие луѓе кои што се занимаваат со културата денеска. Ме прашавте кои се мерките. Еве, ние дадовме една фантастична мерка која што треба да се прифати од страна на владата, наместо со картички да се даваат на студентите, да го покрие школувањето владата, односно партиципацијата на универзитетите. Тоа може да го направи владата. Може да ги ослободи родителите од плаќање надомест во градинките, од топол оброк во училиштата. Ако навистина се грижи владата да го растерети семејниот буџет. Тоа се мерки кои што можеме веднаш да ги аплицираме, еве кога ќе дојдат. За буџетот за ребалансот? Да, за ребалансот, затоа што сега е во тек ребалансот на буџетот и според нив околу 3,2 милиарди евра по првиот ребаланс се намените за економски пакет, речиси 1 милиарда евра и за отплата на доспеаните странски кредити, тоа е повеќе од 1 милиарда евра. Што вие би предложиле? Каков ребаланс вие би? Госпожо Луповска, не сме го добиле како опозиција, според најавите чекаме наредната недела. Добро, јас не можам да тврдам се, ова се најави што. Отприлика еве вие да треба да правите ребаланс, на што вие што би направиле? Што клучно е за вас во ребалансот? Па врз основа на овие макроекономски параметри кои што ги имам, најпрвен ќе примениме кратење во непродуктивните трошоци. Тоа и тие го најавија, кратењето во непродуктивните трошоци. Но тоа требаше заев тоа и го кажа, дека тоа ќе го направи. Видете, тоа го најавија и во првиот ребаланс пред изборите, но за жал тоа не го испочитува, него тоа само го кажа, затоа велам едно се збори, а друго се испорачува. Испораката беше сосема нешто во екот на изборите, сосема нешто друго. Така што подитно треба да се реализираат капиталните инвестиции, подитно, робусна и интензивна реализација на капиталните инвестиции. Трошоците кај непродуктивните трошоци веднаш треба да се намалат. Не верувам дека тоа ќе го направат, бидејќи имаат таму некои скриени намери, не само политички, туку и социјални, некакви други лукративни. Не верувам дека тоа ќе го направат. Мислам дека имаме проблем со приходната страна, немаме проблем со расходната страна, но сепак да ги видиме бројките за да можеме поконкретно да ги коментираме. Но од ова што го предложија како четврт пакет мерки, можам да заклучам дека повторно ќе имаме неуспешен обид да се помогне и на граѓаните и на стопанството, и убеден сум дека ВМРО-ДПМНЕ претеничката група, која што е патем речено и најголема во парламентот, ќе достави сериозно поинаков пристап на трошење на тие пари и ќе биде во полза на граѓаните и на стопанството, но во онаа форма каква што треба да биде. И ќе ве потсетам уште еднашка, третиот квартал буквално економијата, стопанството, граѓаните беа оставени сами на себе. Прогласувавме воени состојби во држава поради две причини. Првата причина беше да се справиме со ковид пандемијата. Не само што не се справивме, прогласувавме ворена состојба на 30 заболени и 0 починати. Денеска имаме троцифрена бројка, тоест имаме континуирано троцифрена бројка заболени и би рекол алармантна бројка на луѓе кои што се починати. Тоа го почувствував и јас лично на моето семејство, моите родители во екот на кампањата.
Понатаму прогласивме вонредна состојба за да се справиме со последиците од пандемијата во економијата. Гледаме дека во негативна насока оди нивелирањето на бруто домашниот производ. Имаме рекорден пат на бруто домашен производ во вториот квартал. Имаме рекорден пат на индустријско производство, десетици илјади луѓе губат работните места. Не би се сложил дека е ова секое што го прави владата е навистина успешно, туку напротив би се сложил дека доживува една катастрофа, еден дебакл, едно фиаско во справувањето со пандемијата, а мислам дека последиците допрва ќе ги чувствуваме, затоа што, знаете, економијата не е поврзана само со компаниите и со граѓаните. Ние имаме тотална апатија и депресија во образованието. Да, тоа е веќе друга тема, само кога сме кај активностите на вас како опозиција веднаш по изборите пристапивте кон протести на разни теми, тематски веќе ги нарачам. Една од тие економски, да речеме, протести беше заради покачувањето и барате враќање на старата цена на електричната енергија. Велите да не се овозможува вореден профит на универзалниот снабдувач и барате намалување на процентот на она што се покачи. Меѓутоа, она што потоа веднаш излезе во јавноста е дека како можете вие како лидер на опозиција кој има мали хидроцентрали и кој што произведува струја, излегувате, лицемерно е да излегувате со едни вакви барања. Проверив, антикорупцијската комисија го затвори случајот што беше покренат против вас во однос на добивањето на тие хидроцентрали, меѓутоа и сам кажавте дека веќе уште сте во една од компаниите кои ги поседува тие хидроцентрали. Како вие ги коментирате овие коментари во јавноста дека е лицемерно да протестирате за покачувањето на струјата? Ќе го коментирам најпрво на овој моментот околу малите хидроцентрали. Не сум јас повеќе веќе долго време сопственик и не сум никако нити индиректно нити директно поврзан со било какви производители на електрична енергија ниту во Македонија, ниту надвор од Македонија, што се однесува до таа невистина која што се ширеше пред претседателските избори од страна на нашиот политички противник, а имаше за цел да ми наштети мене, нормално они да прибават определена политичка корист, да добијат повеќе гласови за нивниот кандидат на сметка на гласовите на нашиот кандидат. После изборите антикорупцијска комисија донесе заклучок во кој што вели нема ниту корупција, ниту злоупотреба, ниту пак нешто друго кое што може мене да ме инкриминира. Ке ве потсетам, таков еден обид имаше и со оној случај теретана за овие парламентарни избори, кога на луѓето од моето обезбедување графички на тие видеокамери им се става во мафијашки стил ракавици, па се убедуваше јавноста, се забавуваше едно 2-3 недели дека еве јас сум злоупотребувал некакви мерки во ек на пандемија и така натаму. Значи веќе со хидроцентралите немате ништо, тоа се продадени, затоа што една работа не можев да најдам, а тоа е колкав е приходот што сте го оствариле при продажбата на уделите во фирмите, чи нам беа 10% од вкупната инвестиција за централите во Пехчево и во Беровско. Колкав е приходот што го остваривте по основ на продажба на тие удели? Да се вратам на одговорот на Да, ма не заборавајте и да ми дадете овој одговор во однос на приходите. Да, обавезно и ќе се вратам за електричната енергија цената. Се обидува и за овие избори исто така да наштетат, обвинителството излезе, даде и обвинителството своја изјава, рече дека не било така, односно не сум бил таму присутен, тоа било месеци претходно. За жал, таа хајка можеби донесе бенефит за нашиот политички противник. Оваа сатисфакција можеби моја е лична, но во време на кампања но за жал можеби тоа имаше некаква штета за да направи некаков дисбаланс на силите на теренот. Не најдоа за сходно нити во еден момент да се извинат. Добре, да заклучиме, аферите се политички неосновани и кога ќе се проверат од страна на институциите кои тоа го прават. Културата, нивото на политиката на нашиот политички противник е тако да се вратиме на струјата и хидроцентралите. Да, велите не е точно и не е лицемерно да протестирате затоа што ги немате. И во вториот случај, господи Лупевска, е добро да покажеме пример кон граѓаните. Еве, погрешивме со нашата перцепција, погрешивме со нашата кампања, нанесовме штета, се повлекуваме, се извинуваме, но тоа не го слушнав. И најверојатно нема да го слушнам. Добро, никој нигде не се извинува. Од тој тип на луѓе. Видете, ова е институционална потврда на хајка. Добро, да не идеме темата на друго место, во однос на протестите за струјата и во однос на приходите од уделите што ги продадовте за хидроцентралите. Приходот беше она кое што беше до тој момент вложено и тоа кое што беше превземено како врска кон комерцијална банка. Ништо, мислам не комерцијална банка, но кон една од комерцијалните банки. Ајде вака да бидам
Да речеме како кредит што го вративте? Да, како кредит и тоа е тоа отприлика. А заработувачката е пријавена во анкетниот лист? Па јас како позиционер немам обврска да пријавувам, ниту пак сум државен функционер, но еве ќе пријавам ако треба и тоа нема никаков проблем. Јас затоа велев и во кампањата, започнете од мене и од моето семејство. Да, па еве јас имате шанса да ни кажете, на пример, колка е заработувачката од уделите што ги продадовте во фирма. Колку што беше вложено, не е тоа драматично. Тука како истражувачки новинар, да видам колка ви биле вложувањата, за да откриам колка била добивката. Важно во Ќарста или во Зијан кога ги продадовте? Па еве вака народски кажам, на свое. На свое, значи ништо повеќе. На свое и излегов од таа работа токму за да спречиме било какви злоупотреби во една страна на нашиот политички противник да ме клеветат за нешто што не е вистина. Зошто се решивте на вакви протести? Не само за струјата, реков дека се тематски, мислам дека одржавте 5. Ако ми дозволите да дадам одговори на првиот дел од вашето прашање поврзано со цената на електричната енергија. Секогаш, и добро е тоа да го знаат граѓаните, секогаш цената на електричната енергија се одредува со важност од 1 јули. И тоа е така секогаш. Оваа година тој принцип се напушти и цената на електричната енергија за граѓаните и за оние кои што ги снабдува универзалниот снабдувач важи од 1 август. И сега ќе си го поставите прашањето зошто е тоа така. Одговорот е многу едноставен. Затоа што имаше избори. И затоа што на сите им беше јасно дека цената на електричната енергија за граѓаните кои што ја добиваат електричната енергија од универзалниот снабдувач ќе биде поголема. А зошто на сите им беше јасно? Затоа што е нереално голем процентот кој што го има универзалниот снабдувач, тоа е 11,5% на вкупната сума на трошоците кои што отпаѓаат за да може ние како граѓани да ја користиме електричната енергија. И она кое што на тоа треба да го додадете и данокот на додадена вредност, така да не е баш така едноставна пресметката. И затоа, за да не се изгубат политички поени, владата одлучува, нормално тоа не го прави, предпоставувам јавно, на регулаторната комисија да ја сугерира да ја одложат оваа одлука, која што треба да се донесе на најдоцна до 30 јунија да биде ефективна од 1 јули, да ја одложат да ја донесат до 31 јулија да биде ефективна од 1 август. И тоа не е честно. Ајде од една страна што ги крадат граѓаните. Ама реално е според вас дека треба да се покачи цената на струјата и очекувано беше да се покачи цената на струјата. Јас токму тоа... Оти луѓето кога протестираат против покачувањето на цената на струјата. На протести не велат протестираме зашто регулаторна го одложи донесувањето на одлуката за покачување на струјата. Нив во основа им е дали нешто ќе платат поскапо или поевтино. Вие се сложувате дека цената на струјата беше очекувано да се покачи, дали пред избори или по избори, секако ќе се покачи. Затоа сум многу прецизен кога зборувам, велам нереално висок е процентот кој што го има универзалниот снабдувач. Доколку тој процент е во рамките на пазарните услови, тогаш немаше да се намали, односно немаше да се зголеми цената на електричната енергија за граѓаните. Протестот би бил тогаш во превод против процентот што го зима универзалниот снабдувач на струја, бидејќи вие сте очекувале дека струјата ќе се покачи. Не сме очекувале дека струјата прво електричната енергија која што добива универзалниот снабдувач не е регулирана. Таа е цена која што тој ја набавува според закон на тендер. А на тендерот државниот производител, во случајот ЕСМ, поранешно ЕЛЕМ, има обврска со закон да испорача 75% од количините кои што му се потребни на универзалниот снабдувач. Зашто тој 100% снабдува, тоа е друго прашање. Понатаму, втората работа која што е многу важна. Зошто некој продаваше електрична енергија, да речеме во јуни-јули месец, за да покаже дека еве остварува добивка, а денеска ги имаме полупразни акумулациите низ цела држава и конечно, на крај, зошто фингираме либерализација на пазарот на електрична енергија, која што денеска се одразува врз цената на електричната енергија за граѓаните, кога таа де факто и не се споредува. Ова нема никаква врска со тоа дека вие бевте собственик на хидроцентрали, особено ова последното што го велите за либерализацијата на пазарот, дека немате никаков интерес личен? Не, тоа е, знаете сега каква е споредбата, како да појдете на пазар и да кажете Македонија оваа година произвела околу 90 милиони
килограми гројзе, а јас сум купил 1 килограм. Меѓутоа сепак сте за либерализација заради тоа што сте биле производител на електрична енергија од мали хидроцентрали. Лични интереси немате воопшто во ова прашање? Немојте, ве молам, би било како да кажам крајно несериозно да дадам одговор на нешто на кое што е тотално погрешно и неточно. Пазарот на електрична енергија во Македонија е сосема една друга тема, можеме и за тоа да зборуваме. Не, ова интервју, тоа може би со количката на економија. Точно, вие ме прашавте за цената на електричната енергија. Цената на електричната енергија се формираше пред изборите, но за да не ја соопштат тогаш, за да не влие негативно за власта, таа цена на електрична енергија понатаму шверцерски се зголеми после изборите. Иако по мене не требаше да се зголеми од проста причина што е несразмерно голем процентот кој што се одвојува за универзалниот стандард. Протестите се едноставно. А вие да бевте на местото на Заев, немаше истото да го направите пред избори. Видете, ова е политика. Политичарите применуваат средства и методи кои што се во интерес на Видете, јас да бев на местото на Заев, многу работи немаше така да направам, но за жал имавме талибански покрадени избори, такви какви што беа. И за жал тој човек се наоѓа таму каде што се наоѓа. Ќе стигнеме до прашањето на талибанските избори. Меѓутоа еве уште еден процес одржавте, тоа е за зачувување на ликот и делото на Гоце Делчев заради оние проблеми што се појавија со Бугарија. Во однос на ова прашање секогаш се наметнува прашањето на речиси сите интервјуа во последно време зошто и вие не учествувате во процесот наместо да протестирате затоа што се направи нели комисија, вие велите дека ВМРО ДПМН не била ни повикана да учествува во таа комисија за преговори со Бугарија и слично и се против договорот што се направи со Бугарија. Меѓутоа зошто да немате еден обратен процес да влијаете на работите одвнатре наместо однадвор? Знаете, некај гостин никаде не оди сам, односно тропа на врата и вратата останува затворена. Така беше уште на онаа прва лидерска средба, се сеќавам во јануари месец 2018-та, кога баравме опозицијата да биде дел од преговорите, тогаш кој што ги водеше владата за еден друг спор, еден друг сосед, но тогаш бевме брутално одбиени и така натаму, небитно. Имам чувство дека за сите спорови стоите на страна. Не влијаете на процесите во смисла на тоа да сте за националните прашања да бидете дел од преговорите, дел од оние што ќе ги состават работите. Еве затоа се појави сега може би проблемот со Гоце Делчев. Јас ви давам одговор, ако ми дозволите, еве ќе ви дадам одговор. Ние уште во јануари месец на таа прва лидерска средба во 2018 година баравме да бидеме дел од преговорите тогашни кои што ги водеше владата со нашиот южен сосед, бевме одбиени. Во април-мај месец, мислам, беше втората лидерска средба и велевме, немојте ова име да го прифаќате, тоа е Илинденска Македонија, кој што тогаш го кажува, затоа што нема да биде Илинденска. Да, вие сега се вративте на преговорите. Меѓутоа тоа е завршена работа, може ли на Бугарија да се понатаму изборувавме, немојте или дајте да седнеме да се договориме за референдумско прашање поинакво, немојте вакво двосмислено и така натаму. Значи јас повторно ќе ве вратам на Бугарија затоа што прашањето зимето е затворено. Секогаш ние сме биле тие кои што практично имале иницијатива за да бидат дел од процесот, но брутално сме биле отфрлани од страна на власта. Иако имаме желба власта да го прикажува тоа дека ВМРО ДПМН не сака да биде дел од процесот. Напротив, еве сега ќе ви кажам. Се најавува попис до година. Ќе ви одговорам и за ова, немојте да мислите дека не ќе се вратам назад, само сега ви кажам лош пример. Еве да речеме до година се најавува попис. Повторно ВМРО ДПМН е заобиколена. Повторно се нуди ВМРО ДПМН да биде дел од тие работни тела во кои што ќе се изработува законот за попис. Еве јас ви гарантирам дека никој нема да го покани ВМРО ДПМН да биде дел од тие тела. Добро, ќе видиме. И тогаш да не биде дека ВМРО ДПМН бил надвор. Се најавува канонада на измени на законите во правосудството. Добро, учествувавте во реформските закони. Таму имаме двотретински закони. Вие преговаравте и учествувавте во работни групи. Никој од ВМРО ДПМН не е поканет. Еве јас да бев на местото на министерот за правда, пошто ме прашувате, наместо да излезам на пресконференција да кажам ке има сериозно реформски закони во правосудството, ќе викнев опозицијата. Опозицијата имаше две опции, едната или да дојде, или да не дојде. Ако не дојде, ќе речев овие бегаат, ако дојде, ќе ги седнев на маса, ќе поразговаравме и ќе излезев надвор, ќе кажев
Сега го презентирав планот за реформи во правосудството пред опозицијата и очекувам дека опозицијата заедно со нас ќе работи на овој реформски план, а не да излезам само бендисано и да се прогласувам себе си како апсолутен монополист на тој процес. Не, ќе морам да ве прекинам за да го цитирам Заев во однос на прашањето за правосудството. На прашањето вие баравте јавниот обвинител да биде на предлог на опозицијата, тоа е ваше барање, и Заев вели дека предлог опозицијата да предложи свој кандидат за јавен обвинител низ постапка опишана во закон и парламентот да го избере само за да го поддржат законот за јавно обвинителство, побарала од вас власта, но тоа не сте случило. Вие не сте го поддржале, не го поддржавте законот за јавно обвинителство. И сега вели Заев во вчерашното интервју. Сега веќе тоа не важи затоа што законот е веќе донесен, тој беше важен и за евроатлантскиот процес. ВМРО ДПМН не се согласи на тој предлог кој беше даден низ разговорите кои беа гарантирани и од страна на ЕУ. Значи, тој вели обратно, дека вие, ако треба нешто да се договорите, не успева со вас да се договори, одеше до таму дека многу полесно му било да се договори и со Груевски одошто со вас. Па, нормално дека не можам со Зоран Заев да се договорам за некои прашања за клучни прашања, за реформски закони, за како да се, па вие го слушавте вчера што каже Зоран Заев, кажа не се договорил со Христијан Мицкоски за договорот од Преспа, не се договорил за законот за јавното обвинителство. Не се договоривме за договорот од Преспа затоа што имавме различни концепти. А ВМРО ДПМН, затоа ви го споменав, тоа не беше дел од тој процес и никогаш нема да биде дел од таков процес со негово исто друштво. Исто се однесува за јавниот обвинител за законот, значи никако не би сакале во... Не, Лупеска ќе ја молам. Еве, ако ми дозволите, ќе ви дадам објаснување. Во законот за јавно обвинителство ВМРО ДПМН имаше јасен и прецизен став и до ден денеска ВМРО ДПМН ќе има јасен и прецизен став за сите оние предмети кои што се дел од поранешното специјално јавно обвинителство, кој што патем речено видовте како заврши неславно, со притвори и со најголемиот скандал во поновата историја на Македонија, во која што силно е мешана власта, и второ гледавме како имаме преплатени јавни обвинители со народни пари, без да тоа биде оправдано. Ние велевме вака, ќе повторам. Сите предмети на специјалното јавно обвинителство до денот, до кој што се почнати согласно закон да си продолжат во рамките на јавното обвинителство онаму каде што по принципот на вертикална субординација јавниот државен обвинител ќе ги распредели. Тука немавме никаков проблем. Сите оние што се почнати после тоа, вклучително и предметот Талер, за кој што е обвинет, да речеме, замрзнат имотот на ВМРО ДПМН, ќе потсетам, ние тераме неколку изборни циклуси и функционираме со незаконски замрзнат имот, нека ги работи државното јавно обвинителство, нека ги почнат од процес на истраги. По допрен глас, никој не бил против тоа. Не е точно тоа што се зборува. Значи не е точно дека не сте сакале да се работувате за апсолутно, ние кога преговаравме таа вечер во рамките на собранието, ние бевме близу до договор кој што на 2 паузи излагаше за Заев, 2 пати ретерираше. Па истиот овој ви вели вчера дека потрошил во првите 3 пакета 550 милиони евра, еве ви кажувам дека не се поише 200. Очигледно дека немате консензус за битни прашања, затоа ве вратив и на прашањето за Бугарија, затоа што за прашање од национален интерес, еве сега е проблемот со Бугарија, вие не можете никако да поставите консензус со власта. Не би било коректно да се надвикувам со вас, но како да имаме еве консензус кога истиот овој Зоран Заев како опозиционер вели бараме да има јавен обвинител опозицијата, а сега вели не им давам јавен обвинител, кога е друг опозиција. Епа како можеме да имаме консензус кога човекот ги менува позициите и ставовите преку ноќ? Мене тоа не ми е јасно. Мене едно не ми е јасно. Сега ни следи процес на усогласување на законските рамки, особено во областа на правото и други битни прашања со Европската унија на законската регулатива. Ние сме во еден процес навистина сериозен. Иако вака остане, да вие не можете да формирате работни групи, да не можете да учествувате во процесот на измени на она што е битно за процесот на евроинтеграција, тогаш навистина ќе имаме проблем. Ќе имаме проблем затоа што постојано ќе бидете во разгласие со власта. Не е тоа проблемот. Не се слагам со вас. Нема да учествувате во процесот на евроинтеграција на тој начин. Не се слагам со вас. Не е тоа проблемот. Проблемот во нашата држава, во Македонија е со тоа што граѓаните, младите луѓе, но и оние повозрастните, па сите, впрочем, нема доверба во системот. Тоа е најголемиот проблем, затоа што се чувствуваат обесправени, се чувствуваат безпомошни.
Затоа што еве денеска ја гледате или пред некој ден прочитав дека ќе се Кацарска Добрила ќе станувала уставен судија, ќе добивала унапредување поради тоа што добро одработила изминатиот период. Не можете вие. Вашата партија, Советот за судскиот совет ја предложи на таа функција. Па видете кој ги предлага членовите на судскиот совет. Но ајде еве сега да дојдеме зошто велам дека немаме доверба. Вие не можете да имате доверба во судството, ќе се чувствувате обесправени секогаш затоа што ние гледаме како политичар бара мито и тој политичар поради процедурални причини... Вие вртите прашањата во друга насока. Јас ве прашав, ни следи процес на подготовка за евроинтеграција. Ако вие не учествувате во тој процес, тогаш мислите ли дека е тоа добро за државата? Да имаме една конструктивна опозиција, заедно со власта за националните прашања и за битните работи, да направат консензус и да го тераат тој процес. Добро, еве ќе се обидам да го одговорам поинаку вашето прашање. Сите најдобри закони да ги препишеме и да ги имплементираме во Македонија, ќе ги поддржиме. Сето тоа на хартија убаво изгледа. Но поентата е како тоа во пракса се применува. Јас токму тоа се обидувам да објаснам. Затоа луѓето се чувствуваат разочарани и обесправени. Еве јас ви давам збор, еве јавно кажувам овдека збор, дека ВМРО ДПМНЕ сите најдобри судски пракси од земјите Европска унија ќе ги поддржи. Ама тоа не е суштината. Суштината е како тоа се применува, господин Лупевски. Проблемот е, еве, објаснете ми вие... Меѓутоа, еве, ќе морам тука повторно да ве прекинам. Зошто? За да цитирам ваши сопартици, кои што, еве, барем до сега ниту се исклучени од партијата, ниту сте кажале лош збор за нив, еве да кажам, бидејќи навистина има многу препукување во последно време. Неодамна на еден форум кој беше организиран од Конрад Аденауер, учествува господинот Емил Димитриев, Тимчо Муцунски, беше Васко Наумовски, беше Александар Спасеновски, беше Илија Димовски, го видов. И сега, например, Димитриев вели, човек што размислува подалеку, ако сака да направи нешто за државата, тоа само по себе ќе го инкорпорира и партискиот процес. Поентата, вели на моето обраќање, без разлика на не до крај изградениот политички плурализам, силната поларизација во општеството, за да ги решаваме државните интереси, ние мора да имаме минимум консензус меѓу клучните политички фактори. Значи, за ова истото го побара и господинот Патрик Фолер од ДПП, барам од партијата да помогне и да даде поддршка во европеизацијата на целата земја. И го поздрави тој панел. За тоа разговараше и господинот Тимчо Муцунски, кој што вели тоа што е национален консензус и стратегија треба да ја постигнеме во интерес на нашите граѓани. Не смее да е тема на политички конфликт. Не ве, јас цитирам луѓе од ВМРО ДПМНЕ. Ова што го зборувам јас е во тој контекст. Точно, јас го зборувам тоа во тој контекст. Доколку тие процеси, главните политички чинители ги започнат заедно, ги водат заедно и ги завршат заедно, тогаш логично е дека ќе има минимален политички консензус за тие процеси. Но доколку едниот политички чинител тој процес го води и го приведе до крај, и на другиот политички чинител му го стави на маса и му рече ова е тоа, ти мора да се сложиш, ако не се... Само дозволете ми да завршам мислата, бидејќи неколку пати не успевам. Да, меѓутоа не можам да ја сватам поентата, како па вие ќе учествувате во тој процес, зошто вие не направите ништо. Јас само слушам критики, особено за прашање од национален интерес и ова што го велат вашите сопартици ми личи многу разумно. Значи, јасно даваат до знаење дека вие можеби треба малце повеќе, и јас и пред изборите не слушнавме ваква една риторика како што тие ја кажуваат од вас. Па еве ќе се вратам повторно на истиот одговор. Јас се сложувам апсолутно со тоа што го кажуваат моите сопартици, апсолутно се сложувам за потребата од елементарен политички консензус помеѓу главните политички играчи, но доколку тој процес се води заеднички од самиот почеток. Ако тој процес едниот политички играч го води до крај и му рече на другиот, еве, СДСМ започнува да еве пример ќе поставам за поедноставно да ме разберете. СДСМ изработува закон за јавно обвинителство и го изработува и стига до крај. И му вели на ВМРО ДПМНЕ, ова е законот за јавно обвинителство, поддржи го. Ако не го поддржиш, си антиевропски. Тоа не е. Не, работните групи доколку го работат како за реформските закони, тогаш не е така. Точно. И секогаш ВМРО ДПМНЕ, кога го почнувал процесот, го завршувал тој процес со успех и имало елементарен политички консензус. И ќе има се што е во интерес на државата и граѓаните. Но никогаш нема да прифатиме нешто што е веќе завршено или што викаат job done. Тоа нема да го прифатиме затоа што е наше елементарно право, господин Лупевски, да имаме
различно мислење од нашиот политички Не, противник. апсолутно не, меѓутоа Ние не можеме да прифатиме нешто што тие го сработиле од првата буква до последната точка. Тоа е невозможно. Добро, И меѓутоа нормално е дека господин ние ќе Патрик Фолер ви сакаме вика, нешто барам од партијата, од вашата партија, да помогне, да даде поддршка во европеизацијата на целата земја. Тој не вика, знаете, ова ми личи како две деца што се скарале за топката. Значи, и тој ве потикнува во тоа. И имам чувство дека овие луѓе што ги цитирам, како да ви кажуваат на вас преку ваквите конференции на лидерството, бидејќи овие луѓе не ги гледам веќе во извршниот комитет, Мусулмански си остана на старата позиција, меѓутоа овие луѓе веќе не се на челните позиции во вашата партија, дека мора да се реформирате однатре на некој начин и дека целите на партијата што ги поставувате треба да ги поставите на овие основи. Затоа што имам чувство дека тие што го говорат, вие не го говорите. Па, може би имате погрешно чувство, но мислам дека сето тоа кое што тие го говорат затоа што ние го говориме, а не затоа што ние не го говориме. И затоа во оваа емисија истото тоа вас ви го кажувам. Еве, секој процес реформски кој што ќе биде поврзан со евентуалниот почеток на преговорите во законите во правосудството, кој што ќе го започне ВМРО-ДПМН заедно, или опозицијата заедно со власта, ќе го изработи ВМРО-ДПМН, ќе зборувам од името на ВМРО-ДПМН и на крај ќе го поддржи, но од почеток. Еве ќе ви кажам повторно два примера. Не може ВМРО-ДПМН да поддржи закон за попис ако ВМРО-ДПМН од самиот почеток не е во тој закон повикан. Ние се нудевме и пред изборите, еве се нудиме и сега. Не може ВМРО-ДПМН да поддржи двотретински закони во правосудството ако ВМРО-ДПМН не учествува од самиот почеток. Вратам дека учествувате со работни групи за реформските закони, за тоа беа донесени. Ама тие што учествувавме, господја Лупенска, ние ги поддржавме. Сите закони, и законот за судови, и законот за јавни обвинители, се што учествуваше ВМРО-ДПМН од самиот почеток, ВМРО-ДПМН го поддржа. Ке ја потсетам и за законот за службеници во армијата, и за сите оние закони кои што беа потребни за интеграцијата на нашата држава, на Македонија и во НАТО, и да добие статус на кандидат за отпуштување преговори со Европската унија. А ова, ние можеме реторички да го ротираме како сакаме. Но факт е еден. Ја затоа се обидувам да бидам многу прецизен кога зборувам. Да, на секоја покана која што се однесува на реформски закони, а се дел од преговарачкиот процес од почеток, кога ќе биде поканет ВМРО-ДПМН, ќе учествува, но и да не биде, еве ова јавно го кажувам во вашата емисија, дека ВМРО-ДПМН ќе биде дел, но тоа не се случува. И затоа кога зборуваме за конструктивна опозиција, често пати треба да зборуваме и за конструктивна власт, а не за деструктивна власт. Меѓутоа, видете, во државата е многу битна конструктивната опозиција. Не, побитна е конструктивната власт, господи Лупенска. Знаете зошто е побитна конструктивната власт? Видете. Затоа што конструктивната опозиција има само еден плейграунд, односно еден терен за игра, тоа е парламентот. И улицата, ама таму не можеме да се согласиме со власта, бидејќи таму ќе протестираме против власта. Власта има институции. Таа е таа која што ја носи одговорноста во државата. Ако не сте вие добар коректив на власта, тогаш не сте конструктивни и нема да постигнете цел. И покрај сите провокации ВМРО-ДПМН да не биде внатре во парламентот, ВМРО-ДПМН во парламентот и жестоко се борат оние 44 пратеници кои што се моментално најголема пратеничка група во парламент. Да, добро, нагласувате како да сте ги добили изборите, дека се најголема. Жестоко се борат да бидат коректив и тоа треба да се почитува и да им се даде на тие луѓе признание. Не случајно ви ги спомнувам овие луѓе од вашата. Погледнете што се случува во парламентот. Во интерес на времето. Не случајно ви ги спомнувам, овие луѓе. Имам чувство дека не само една групација, не само една група бара вонеден конгрес. Ако овие членови на некој начин бараат реформи внатре кај вашата партија, други бараат конгрес, трети бараат да се разгледа повторно статутот, имам чувство дека од повеќе страни реално е барањето за вонеден конгрес затоа што секој делува на различен начин демократски.
во вашата партија. Се надевам дека давате можност за вакво демократско Благодарам за делување. ова, бидејќи пред неколку минути велевте дека не сме европеизирани, а велите дека делуваме демократски. Јас значи точно цитирам. Замислете каква слобода на мислење има внатре во партијата. Гледам. Па дури ви рекол дека и голем број европски партии кои што се земји членки на Европската унија може да ни позавидат. Да, затоа Не се мериме ние тука со Балканот. Да, зошто не Одиме надвор од дозволувате? Балканот. Добро, ако сте надвор од Балканот, зошто не дозволувате вореден конгрес да се одржи? Кој сум јас да дозволам прво? Не разбирам зошто јас не сум апсолутиста во партијата. Има партијата статут. Тој статут беше донесен и поздравен токму од истиот овој господин меѓународниот секретар на Европската народна партија, господин Патрик Фолер, од генералниот секретар на Европската народна партија, господинот Историс Лопес, кој што рекоа дека го поздравуваме новиот подобрен квалитет, демократски статут и така натаму, самите тие тоа го кажа. Според тој статут има начин како се одржува вореден конгрес. Тој статут ве обвинува дека сте го донеле така како што сте го донеле, дека дури може дека ви го оспоруваат статутот затоа што има елементи кои што се недемократски. И еве два ќе прочитам од нив. Обвинувањата дека сте едно од тоа е дека извадивте дека не можат го избришавте во членот 19 од стариот статус на воредниот конгрес учествуваат делегатите од последниот редовен конгрес. Зошто тоа го избришавте? Не е избришано тоа, тоа се стои. Јас ги проверив и двата статута, ова не го најдов дека и очигледно дека ги менувате делегатите. Не. Ги менувате делегатите преку промени на членови на општинските комитети, членови на извршниот комитет и слично. Ако ми дозволите неколку минути да ви дадам објаснување, јас мислам дека повеќе ќе зборуваме за пропаднатава Евростандард банка. Не, јас зборувам за тоа што е актуелно. Не, јас зборувам за тоа што е актуелно. Господине Мицковски, вас ви се случува во партијата превирање. Сакале да признаете или не? И тоа сериозно. Од повеќе групи, реков, не од една или две. Ама не ме разбира, мислам, во РТВ јас и за тоа ќе ви одговорам. Знаете зошто? Зошто на ВМРО по мене до сега да му се случувале превирањата биле излегувале во друга партија, се правеле други партии. Овој пат ВМРО ДПМН се соочува со еден внатрешен процес во кој што се бараат реформи. Се бара конгрес и се бара одговорност од лидерот кој ги изгубил изборите во последните 4 циклуси. Па не знам кои се тие последни 4 циклуси, но во РТВ да ви дадам одговор на тоа прашање. Мислев дека други теми ќе збориме, но во РТВ на тоа прашање ќе ви дадам одговор. Според овој статут кој што беше усвоен од страна на Централниот комитет на партијата на 21 јули, истиот тој статут е регистриран во суд, правосилен и така натаму. Според истиот тој статут, ние денеска имаме два начина како се свикува вореден конгрес. И тие два начина се исти според стариот статут. Со тоа што овој новиот е полиберален. Еве сега ќе ви кажам како. Да, затоа што можат и половината да побараат од Централниот комитет. Ако ми дозволите. Еве. Еве ги, стариот и новиот. Да. Еве, со зелено си подвлеков што има, а што нема. Има два начина како се свикува вореден конгрес. Првиот начин е кога претседателот на партијата ќе побара свикување на вореден конгрес. И во рок од 5 дена ќе биде свикан Централниот комитет и 2/3 од тој Централен комитет треба да го подржат тоа барање. Или вториот начин е кога половина од членовите на Централниот комитет ќе побараат свикување на вореден конгрес и 2/3 од членовите на Централниот комитет ќе го подржат тоа барање. Јас побарав на последниот Централен комитет одржување на вореден конгрес едногласно. Тоа барање практично беше одбиено од членовите на Централниот комитет. Тоа се толкува дека си купивте 6 месеци да не може да се немам јас свика повторно конгрес. Зошто сам тоа да го направивте? Зошто значи зошто сам тоа го направивте? Сега се плашите некој друг да не го побара? Да ги претркате? Ама еве сега ќе ви дадам одговор на тоа прашање. На првата пресконференција на онаа група која што вие споменувате, која што себе се идентификува како иницијативен одбор, ги покани да дојдат. Да се качат, да поразговараме, да видиме која е причината, нема никаков проблем, ќе седнеме, ќе се договориме, да видиме ако навистина има причина, поддршка во рамките на телата на партијата ќе организираме, одбија. Брутално одбија, не сакаме да дојдеме. Потоа, во неколку пресконференции, во неколку интервјуа ги повикував, доставете иницијатива, доставете, не доставија. Откако ги исцрпев сите можности, тогаш единствен начин да повикам на организирање на вореден конгрес беше откако јас истиот тој ќе го побарам. Ете, беше одбиено. И еве повторно велам, ако има некој кој што сака одржување на вореден конгрес, слободно го поканувам да дојде да поднесе барање и на тоа барање органите на партијата во најскоро време ќе му одговорат.
Но суштината е следна. Значи вие сте за вореден конгрес и би ги измериле силите на еден вореден конгрес, меѓутоа прашањето ми не случајно ми беше за делегатите. Суштината. Кои делегати ќе учествуваат на тој конгрес? Согласно статутот. Кои делегати? Па во статутот пишува... кои се тие делегати? Затоа што во стариот статут пишуваше на конгрес учествуваат делегатите од последниот редовен конгрес. Кои се сега делегатите што учествуваат? Согласно новиот статут на Како што партијата. јас не можам да најдам кои се тие. Не можам да најдам, навистина, извинете, не го познавам можеби доволно статутот. Кажете ми кои се тие. Па еве ќе ви кажам, кои тоа се тие членовите делегати? на извршниот комитет, тоа се членовите на комисиите, односно претседателите на партиските комисии, Унијата на млади сили, Унијата на жени, Унијата на ветерани, Патриотскиот институт, секој општински комитет согласно новиот статут кој што има до 200 члени има право да предложи делегати, тоа е некаде бројка од отприлика 530 до 550 делегати на кои што ќе бидат поканети на тој конгрес кој што ќе се одржи дали Зошто ги менувате тогаш? Зошто ги менувате? Зошто сега има измени? Има измени на членови, на ови назначувате на општински комитет на град Скопје и слично. Но простете, не можам да се сложам со вас, не ги менувам јас. Јас само работам согласно документите на партијата. А документот на партијата по кој што работам е статутот. А пред државата одговарам согласно законите кои што ги има во државата. Да, меѓутоа еве и денес имаше Никола Поповски па му одговорите, тој бил исто избран. Значи постојано се појавуваат ваши членови кои велат партијата одговори. Па не знам јас за партијата дека вршите притисок за промена на токму оние кои треба да ги бираат делегатите, да си обезбедите сигурност на еден вореден конгрес, не сакате да се соочите со оние кои ви избра. Зошто не сакате да се соочите со оние што ви избра? Со истите делегати што ви избра? Ама партијата не е моја желба, господи Лупеска, како јас сакам да се однесувам. Партијата има документи по кои што работи. Да, според документите, затоа не најдов во новиот статут кои се делегатите, затоа што во стариот статут точно пишуваше делегатите од последниот. Зошто го сменивте? И во новиот статут има точно кои се делегати на конгрес. Да, ама зошто го сменивте тој член 19 од стариот? На воредниот конгрес учествуваат делегатите од последниот редовен конгрес. Не, и тој стои. И тој член стои. И па зошто тогаш нови делегати вас да ви даваат доверба? Затоа што имаме нов статут, господи Лупеска. Па во новиот статут го нема ова, ви кажувам. Ама го има, како го нема? И согласно новиот статут ние имаме процедура како се бираат делегатите. Да, меѓутоа не пишувате вака стрикно дека тие кои биле од последниот редовен нестатутарен конгрес да речам, ајдете сега да се собереме делегатите од конгресот 2011 година од Битола. Не, од последниот убаво се пишува тука. Последниот редовен конгрес од друга страна делегатите, тоа е 15. Да, од Куманово. Па ти има 4 години мандат. Завршен е 2019. А не е завршен на членовите на централниот кои што го донесоа статутот? Не е завршен како? Значи тие се легитимни, а овие се истечени според вас. Ама видете, според статут на партијата, ако ми дозволите повторно да ви објаснам, според статутот на партијата, ако е истечен мандатот, тој продолжува да ја извршува таа функција до именување на друг. Да, меѓутоа зошто тогаш во стариот статут стоеше на воредниот конгрес учествуваат делегатите од последниот редовен. Ама стои во новиот. Излегува дека не сакате да се соочите со оние што ви избрале. Не, ве молам, немојте така, мислам, напротив. Вие и факт е дека се конфронтирате со најголем дел од тие што ви избра, ги нарекувате мафија. Не, јас мафија и ви дадов пример на мафијашко однесување во државата, ја мислев дека за тие мафијаши ќе зборуваме повеќе во нашата емисија. Не, меѓутоа вие сам кажавте дека тие што ви избраве на претходниот конгрес. Мама јас себе ги повикувам сите оние кои што вие ги кажавте групи слободно да достават иницијатива до партијата. Еве, не важи она кое што јас сум го кажал, нека достават тие и нека ќе се произнесат партија. Меѓутоа пак не ми одговоривте. Вие велите не менувате членови на централен, членови на извршен. Значи, видовме дека ставивте нови членови во извршниот комитет. Видовме еден од нив е господинот Марковски, например. Менувате членови на централен, велите не менувам. Меѓутоа, дали еве генералниот секретар Јанушев треба да се поднесе оставка од лични причини, тој имам впечаток дека тоа е некакво жртвено јагне за поразот на изборите. Никогаш не зборувате за ваша лична одговорност за изборите. Не, немојте така. Не е точно, јас не менувам. Јас само постапувам согласно партискиот статут во рамките на работењето во партијата и согласно законите кон државата. И тука ја затварам таа тема. Мислите дека ќе ја затвора таа тема вашите сопартици, нема да ви го оспорат статутот, можеби и на суд? Ама видете, дел од тие луѓе има таква задача никогаш да не ја затворат таа тема и тоа ќе се продолжи.
Меѓутоа може да се соочите и на суд да го оспорат това ако смета дека нелегитимно е донесен статутот. Секој си го бира патот по кој што мисли дека треба да оди, кој што е исправен за да стигне до целта. Ако мисла дека тоа патот, еве ги охрабрувам нека го тера тој пат. Не можам јас да се некому да влијам затоа што тек тогаш би бил апсолутист. Ако ти е цена дека тоа е патот, со среќа нека е, но мислам дека ако некој добро мисли на партијата и ако сака да се вклучи во таа партија да работи и да помага, тогаш местото е партијата. Не е местото пресконференции, не е местото судови, не е местото друг начин на несување. Но сега да се вратиме на... Ќе мора да се вратиме веднаш по рекламите. Продолжуваме со интервјуто со господинот Мицковски за да не губиме време. Господине Мицковски, чувствувате ли лична одговорност за загубата на последните избори? На парламентарните? Па видете, јас не можам да кажам дека ВМРО ДПМН загуби во една фер и витешка борба, иако да, тоа никој не може да го разбере, сите ги споредуваат бројките и викаат вие имавте 10.000 гласа помалку од коалицијата СДСМ без. И во име на таа лична одговорност, јас и на првата седница после изборите на Централниот комитет, но и на оваа последната излегов пред членовите на Централниот комитет и го сторив тоа што го сторив. Од нивна страна беше тоа одбиено, така што тоа е разликата која што има ВМРО ДПМН споредено со другите политички партии. Ако зборуваме за разликата, вечерта не излеговте ниту на пресконференција. Па затоа што ги чекавме резултатите да бидат готови, веќе прв пат се случи да лидер на партија која што е голема опозиција да не излезе воопшто на пресконференција. Не, прв пат, но немаше резултати. Ние до утрото чекавме резултатите да завршат, кога ги добивме резултатите, во 11 часот излегов на пресконференција и тоа е тоа. Ако ви е тезата дека не сум сакал да излезам на беше малце чудно што не. Чекавме резултатите да бидат официјални, од кога ќе бидат официјални излегов на таа пресконференција и тоа е тоа. Значи ниту вие, ниту Јанушев бидејќи се поднел оставка од лични причини, не чувствувавте одговорност дека на вистина ВМРО ДПМН веќе доаѓа во една ситуација каде што последователно губи неколку избори за разлика од претходниот период кога претходните лидери на оваа партија доживува последователно успеси. Па видете, како председател на ВМРО ДПМН прв пат излегов на едно изборно соочување, тоа беа претседателските избори. Првиот круг имавме отприлика нерешена ситуација, вториот круг онака како што се случи. Тие избори завршија нормално со тогашна победа на Стево Пендаровски во однос на нашиот кандидат, кој што и до ден денеска тврдам дека е неколку класи над Стево Пендаровски. И овие парламентарни избори кои што во услови на ковид пандемија, во услови на масовна злоупотреба, би рекол ни талибански избори, ВМРО ДПМН освои 10.000 гласа помалку од коалицијата СДСМ без и е денеска најголемата пратеничка група во рамките на парламент. Тоа не значи дека сте ги добри. Вие цело време зборувате најголемата пратеничка. Најголема пратеничка група не значи победник на изборите. ОПСЕ не рече дека изборите се талибански исто така. Па видете, ОПСЕ не рече ништо, туку напротив, ОПСЕ рече дека сериозно е нарушен изборниот процес со менување на изборниот законник на 5 минути пред почеток на кампањата, кога практично беше интервенирано во делот на медиумското презентирање. Тоа не било пракса исто така, никогаш порано во минатото, без консензус на сите политички чинители да се менува изборен законник. Но не се. Ако ви е поентата дали сум чувствувал одговорност, да сум чувствувал и тоа го кажав и на првиот Централен комитет после изборите и на овој последниот Централен комитет. Апсолутно мене ми е јасно дека сите овие објективни причини поради овој резултат за неколку недели од денеска и скроз ќе исчезнат, ќе се заборават, ќе се памети дека ВМРО ДПМН кој што го предводи Христијан Мицковски како председател имало 10.000 гласа помалку. Ќе се памети дека сте изгубиле на изборите. На изборите има победници и губитници. Нема бројки 10.000, 20.000 и ако така гледаме математички, а вие сте нели по математиката, ќе гледаме и колку гласови во меѓувреме изгубило ВМРО ДПМН. Но исто така после таа поддршка која што ја добив од структурата на партијата, од страна на членовите на Централниот комитет, општинските комитети, умијата на млади сили, жени во тоа време така натаму, го кажав тој на пресконференција, ќе беше кукавички да јас се повлечам надвор од тоа што беше гласање на Централниот комитет на партијата, кај подсетам Зоран Заев 2014 изгуби 200.000 разлика
па не се повлече. 2016 повторно изгуби 20.000 разлика, па не се повлече. Па нели не е добар пример но за тоа не е добар за вас? пример. Тоа беше вториот дел од реченицата. Нели ако не е добар пример, што со него се Но споредувате? Зоран Заев не е добар пример, точно, тоа ми беше вториот дел од реченицата, вие ми ја прочитавте мислата. Ценам дека предстои период кој што ќе го завршиме овој месец на внатрешно реструктурирање и целиме кон победа на следни парламентарни избори. Меѓутоа, вака, повторно ќе се вратам на статутот што го донесовте. Ве критикуваат за недемократско делување токму со статутот, Вие преска што цитиравте изјави три групи дека најдемократски се однесуваат во рамките на партијата. Јас ви го повзвлеков како паралела. Демократија, ако во партијата... Демократски или недемократски? Луѓето зборуваат за процесите. Бараат промени во ВМРО, ДПМН и реформи. Едните бараат конгрес, другите велат дека треба очигледно да се сменат целите на партијата и кон што се стреми партијата, а тоа е евроинтегративни процеси, конструктивна опозиција, не толкава поларизација, затоа и ви ги цитирав сега, вие ако не сте ме разбрале. И уште една група која исто така се согласува и практично тоа ги обединува сите нив дека се неизбежни реформи во партијата или преку нов конгрес за избор на нов лидер или преку ваша оставка. Критиката е дека вие во новиот статут да го правите тој суд на честа, партискиот суд на честа, во кој што велите дека ќе бидат сменети, мислам дека ќе трпате последици, да го најдам цитатот, оние членови кои јавно ќе искажат изјави кои што се во спротивност од она што го пишува и го прокламира партијата, и тоа фактички им се случи на некои членови. Тоа е партискиот суд на честа, затоа што програмата кои се спротивни на статутот, програмата или декларираната политика на партијата, извршниот комитет или, она што е многу битно, председателот на партијата, кој што не мисли како вас, во член 22 тоа е напишано. Еве, доколку јавно во печатени или електронски медиуми изразува ставови што се спротивни на статутот, програмата, председателот и слично. Ова како ви е? Ова личи многу Ја мислам дека дебата ќе биде ова, ама очигледно е читање на статутот на ВМРО ДПМН, но во ред, еве ќе се објаснам. Тоа е дебата со факти, јас ви читам тоа што пишува. Ако ми дозволите, сега претпоставам ќе ми дозволите една-две минути да дадам одговор. Ќе бидам брз. Партискиот суд на честа го има и во германската ЦДУ, и во австриската Народна партија, но го има и во уште неколку сестрински партии кои што се дел од Европската народна партија и од таму е преземен. Дали некој од овие кои што излегуваат јавно и кој што, како што велите вие, се против Христијан Мицкоски, бил пред тој партиски суд на честа исклучен? Дали еве не мора вие да ми одговарате, јас ќе ви дадам одговор. Ако сакате да сте новина, повелете, меѓутоа еве не е одговор. Клучно е никој не Ама имаше во блиската историја на вашето председателствување, во првиот момент кога не се согласил со вас, било да се работеше за пратеници кои сака гласат на референдумот, било да се покажавте еден таков чин на исклучување. Господи Лупеска, во еден момент велите не е демократски, па велите демократски. Во еден момент се поикувате на стариот статут, па сега ми го цитирате новиот статут. Немојте замена на тези. Членовите кои што биле... Ама не е замена на тези. Предходно велите дека има демократски капацитет. Ја не го кројам статутот во вашата партија, вие го носите статутот. Па ми велите во минатото биле луѓе исклучувани, тоа е според стариот статут, а сега велите новиот статут. Зошто ви тогаш не сте покажале поголема широчина, како што сега велите дека ја имате и дека не ги исклучувате. Во една партија, без разлика дали е тоа ВМРО ДПМН, општо земено во Македонија, но и во нашата Европска народна партија, каде што припаѓа ВМРО ДПМН, новиот статут е прогласен за проевропски и демократски. И тоа недвосмислено во изјава го кажа и Патрик Волер, и го кажа Лопес Истурис, генерален секретар. И по карактерот на статутот, тука завршува по мене дебатата, дали е тој европски, дали не европски и така натаму. Дури за овој член што го цитирам, 22 став 6. Дури и за тој. И господин Лопес Историц и значи, господин Патрик Волер. никој нема да трпи последици ако во електронски печатен медиум изразува ставови што се спротивни на вас. Еве на вас лично. Може утре ќе дојде некој од луѓето што бараат вореден конгрес и ќе изрази ставови спротивни од вашите. Што ќе им се случи? Ама одлично. Ама еве самите вие цитиравте и ги толкувавте тие ставови дека се спротивни на Христијан Мицкоски. Кој од тие луѓе сносил последици? Никој. Никој, ниту пак ја сноси. Но знаете што е проблемот? Проблемот е сега наместо ние да дискутираме како што почнавме во оваа наша дебата за дебаклот што ни се случува во државата,
ние го читаме и Видете, читуцкаме не можете статутот. да избегате од она што ви се случува во партијата. Не, господи Лупеска, јас не бегам од тоа што се случува во партијата и ви давам цело време одговори на сите прашања. И на дебаклот во државата, и на катастрофата на СДСМ, но и ова кое што Ама вие јас денеска морам ми да го прашам, цитирате. тоа е актуелно. Секој ден ви се случуваат изјави од ваши сопартици кои што бараат конгрес, кои што бараат, кои што се го критикуваат статутот. Погледнете ова, Тие се во можеби вашата партија, не се надвор од вашата Може би 7 или партија. 8 пат го повторувате вечерва и ви давам 7 или 8 пати одговор на тоа прашање. Слободно, секој кој што има цел да има вореден конгрес, слободно да достави иницијатива. И немојте ве молам 9 пати. Значи би излегле на вореден конгрес, така? Ама нека достават иницијатива, органите би сакале на да излезете на партијата, вореден конгрес? нека ќе носат одлука дали Ако се случи вореден конгрес, немате никаков проблем да си ги измерите силите и Ако органите на со делегатите? партијата одлучат апсолутно, и јас дури и последниот централен комитет реков, нудам, молам да изгласаме вореден конгрес на кој што ја нема да се кандидирам. Да, сакав тоа да ве Ево, прашам. отидов чекор повеќе. Дури велевте дека ако ги изгубите изборите своевремено, дека ќе си поднесете оставка. Да, точно, еве, јас повторно кажувам и на првиот централен комитет, и на овој последниот, излегов пред членовите на централниот комитет. Еве, првиот беше со еден состав, овој последниот е со друг состав. Првиот беше според составот на стариот статут, овој последниот е според новиот статут. И на двата централни комитети реков, луѓе, јас сум тука, подготвен за вореден конгрес, ве молам гласете. И нема да се кандидирам на тој вореден конгрес. Еве и повторно го кажувам. Значи, ако има вореден конгрес, вие нема да се кандидирате. Централниот комитет на партијата едногласно тоа го одби. А јас сега да продолжам и понатаму да спротив на волјата на членството, на граѓаните. Зашто? Затоа што христијан, јас, како човек, сум последната брана во оваа држава на сите оние кои што се длабоко навлезени во криминал, корупција, политичари и поинаков тип на елити. И од сите страни сум напаѓан и ќе продолжам да бидам напаѓан. Значи, вие вашите сопартици ги обвинувате дека се... И понатаму ќе бидам напаѓан. Добро, вие велите дека тие што бараат ваша оставка и вореден конгрес се во... Јас во ова не ги подразбирам моите сопартици, туку токму за оние мафијаши за кои што зборував на почетокот на емисијата. Кои се сега мафијаши? Тие што биле делегати што ви избрале, тие што се под влијание на СДСМ, сите што ќе побараат ваша смена се мафијаши со СДСМ, 12,7% во вториот квартал, оние кои што ја плячка Евростандард банка, оние кои што ја задолжија државата. Значи не се однесу ова на било кој што бил во ВМРО ДПМН, не. Затоа што се доби такво чувство со една ваша изјава. Тама работа. Зошто тогаш, еве, ќе се вратиме на Јанушев, дали тоа е жртвеното јагне за поразот на изборите, факт е и дека тројката навистина беше еден резултат кој што најнапаѓаниот политичар од страна на овие мафијаши само е дополнителен мотив за мене да продолжам да се борам против оваа неправда што се случува во државата. Ама да се вратиме на одговорноста на вашите луѓе. Секојдневно тоа ме мотивира и ме прави поодлучен во таа борба. Никогаш нема да се повлечем, додека овие мафијаши не ја добијат правдата која што треба да ја добијат. Кој ќе биде нов генерален секретар на партијата? Па ќе почекате до утре. Утре ќе биде централниот комитет. И ве кажете ексклузивно има можност. Па сигурно го знаете, не верувам дека не би било на честно, тајно гласање ќе го изгласат баш утре. Не би било честно да тоа го кажувам јавно пред да можат членовите на централниот комитет да го слушнат на партијата. Тоа е ново име или веќе го има во извршниот комитет? Па ќе мора да почекате од плика до утре ова време ќе се знае се. Она што ви е тест се изборите во Штип, затоа што таму ќе се бира градоначелник, ќе учествувате нови избори? Видете, многумина ми дојдоа и ми рекоа претседателят да не учествуваме затоа што ако ова беа талибански избори, таму ќе бидат талибански на трета. Таму ќе биде воена зона. Мојот одговор беше ако ВМРО ДПМН не дај Боже се повлече од Штип, тоа значи дека нема потреба зашто ВМРО ДПМН да постои. Па да, затоа што резултатот и на парламентарните избори на вистина беше за ВМРО ДПМН несвојствено, ќе кажам со најубав збор, затоа што немал таков резултат претходно, толку лош можам да речам во тројката. Па видете, ВМРО ДПМН освои на овие парламентарни избори од опозиција, ќе повторам, 315.000 значи, зборам за тројката и за Штип, да се вратиме на темата. Во Штип ВМРО ДПМН го победи СДСМ. И на парламентарни избори сега, како и во други 39 општини, само тројката. А го победи и во претседателските. Да, ама типувавте на тројката каде што бевте пата со СДСМ. Ќе учествувате значи на изборите во Штип. Првиот круг претседателски избори беше 1100 разлика, вториот круг околу 2000. Сега победивме нешто потесно, околу 100 гласа.
Но ВМРО-ДПМН ќе учествува на изборите во Штип и ВМРО-ДПМН како што се бореше до сега, витешки, честно и принципиално, така ќе се бори во во Штип. Дека тоа е тест за вас пред локалните избори, ако сега изгубите во Штип, значи дека тоа ви уште еден знак за уште една загуба. Ако мислите дека ВМРО-ДПМН таму 2:1 ќе го победи СДСМ и ќе престанат овие притисоци врз мене, еве јас ви кажувам нема да престанат, а зошто? Да поентирам, ќе повторам. Јас сум последниот браник против криминалот, корупцијата и луѓето кои што во оваа држава себе си се нарекуваат политичари или било какви политички елити блиски до мафијата кои што се длабоко загазени во криминал. За кој зборувате сега? Пак кажете се, за тие што се ве напаѓаат и бараат конгрес вореден или за оние што се на почетокот, што беа длабоко инволвирани во рекет 1, рекет 2, кои што благодарение на реформите во судството гледаме како заврши. За оние кои што ја задолжи оваа држава 1 милиарда евра за еден квартал, оние кои што ја банкротира Евростандард банк, оние кои што ја покачија цената електричната енергија на товар на граѓаните, оние на кои што денеска 40-50 граѓани им се без работа, стотици бизниси ставени клуч на врата. Тоа се однесува на власта. Оние кои што денеска не знаат да го решат елементарниот проблем во образованието, 2 дена им паѓа системот кој што требаше 8 месеци да го решат. Господин Мицковски, да резюмираме. Да заклучиме, да. Да, вие сте затоа и почнавме со економија најбитните работи, меѓутоа ова што се однесува до вас, велите дека ако се побара вореден конгрес, стоите за тоа дека еве, нема да ниту да се кандидирате на тој вореден конгрес, тоа е според мене заклучокот. Ако ги изгубите изборите во Штип, како ќе го преживеете и тоа како лидер? Мојата цел, јас се кажав, а тоа е овие луѓе кои што ја донесе оваа неправда во државата да одговараат пред лицето на правдата, но вистински да одговараат пред лицето на правдата. Таму ќе имаат можност да се докажуваат дали се виновни или не се виновни. Мојата битка ќе трае до тој момент дека не ги видам сите тие. И кои се тие? Дефинирајте ги, сега не можам уште да ги дефинирам. Еве повторно ќе ги кажам, оние кои што задолжи оваа држава и така натаму. Сакам да го повторам тоа. Дали и сега едно блиц прашање, велите дека вие не назначувате никој во извршните комитети, во централниот и слично, меѓутоа не вела дека претседателот на градскиот комитет Скопје на Унија на млади сили е ваша роднина преку вашата сопруга. Не, и тоа не е точна информација. Претседателот на градскиот комитет на Унијата на млади сили е мој прв браточет. Така, уште поблизо. Да. Значи немате никакво влијание во изборот на членовите? Случајно е избран ваш прв браточет на Скопскиот огранок, еве да речам? Не, никој не знаеше дека ми е мене прв браточет. Ова вие што сега го кажувате, јас го кажав на една од седниците на извршниот комитет на партијата, кога беше предложен од страна на новиот претседател на Унијата на млади сили. И тогаш на тој извршен комитет побарав истиот да биде иземен, но поради инсистирање на членовите на извршниот комитет, бидејќи такви случаи во минатото имало многу, не само во ВМРО-ДПМН, туку имало многу такви случаи и има денеска во СДСМ, бидејќи денеска главен бизнес партнер во државата е братот на премиерот, го оставија детето да се покаже и да се докажува. Така. И за крај, среќен роден ден. Денеска ви е роден ден. Благодарам. Да ве потсетам за претходниците на вашето лидерско место. На 24 години господин Липчо Георгиевски стана претседател на ВМРО-ДПМН, како добро ако пресметав, и беше 13 години лидер на партијата. Господинот Груевски стана лидер на 33 години и беше чинам 14 години лидер на партијата. Вие на позрела возраст сте, да кажам, на 40 станавте лидер на партијата. Какви се вашите очекувања во однос на лидерството? Ако ги земеме во предвид... Па неблагодарно е тоа да се каже во однос на лидерството, но едно знам, дека животот мој ќе го посветам само во една насока, барем оваа позрела возраст од мојот живот, бидејќи до претходно е веќе позади мене, а тоа е да ги видам овие кои што сториат такви неправди врз граѓаните и врз државата пред лицето на правдата изведени. Не прогнозирате колку години вие би биле лидери, дали ќе ги надминете претходниците ваши? Без разлика дали јас тоа ќе го правам од позиција на лидер или можеби поинаку во животот, не се знае, но мора во оваа држава една за секогаш правдата да биде испочитувана, за да можеме да ја вратиме довербата кај граѓаните. Тоа е моја лична борба. Дали ќе успеам, не знам, но дека ќе дадам се од себе, за да успеам. Ви благодарам што бевте на роден ден од гостин во Топ тема, ви посакувам добро здравје. Беше задоволство да бидам дел од вашата емисија. Благодарам. Благодарам многу за вниманието, останете на програмите на Тело.